Денеска надпросечни температури за овој период од годината, висок УВ индекс, исто така и за утре, велат од управата за хидрометеоролошки работи. А да се потсетиме дека изминатата работна недела и викенд имавме едно убаво разладување. И сега оваа промена во температурите како може да не чувствуваме, особено кога се хронично болните во прашање. Ја приклучувам кон оваа дискусија колешката Кристина Талеска Големтеова, која што е во итната медицинска помош у Тринава, ќе разговара со раководителот Милица Бубало за, се разбира, овој пораст на температури, нагло покачување на температури и топлотен бран кој што се најавува. Кики, добро утро официјално да си кажеме, се чувствуваат ли температуриве што ги најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи уште у Тринава? Се уште не, добро утро Јована, се уште не се чувствуваат, пријатно е утрово, што е добро за нас кои што работиме нели и на терен и мораме да реализираме и ваков тип на програма, се разбира, со сите нови информации за нашите гледачи. Она што ме изненади да речеме утрово е само што пристигнавме со колегата Александар Мижимаков, сметајќи дека се е онака релаксирано, уште денот не започнал. Дел од возниот парк на итната медицинска помош веќе го напушти теренот, што значи дека има повици, но за тоа детално ќе ни каже нашата соговорничка. Ако на промените на температурите ги додадеме и актуелната ситуација со COVID-19 и статистиката која вели пораст на бројките на новозаразени, тогаш доаѓаме до уште една состојба која што е вистински предизвик за здравствените работници во итната медицинска помош. За се ова разговараме со раководителката доктор Милица Бубало. Добро утро, доктор Бубало, благодарам за отстапеното време и просторот за гостување во Македонија наутро. Добро утро и на гледачите на македонската телевизија. Се надевам дека денеска денот нема да ни биде многу напорен. Искрено се надевам и јас, но актуелната состојба веќе почнеме со времето, она што го спомена и нашата колешка Јована. Имаме навистина променливо време изминативе денови до температури од 15 целзиусови степени, па денеска 34. Пријатно беше разладувањето, но кога ќе видиме какви промени се случуваат, навистина влијаат здравствено на сите нас. Да, точно е. Значи, предходните денови се осети таа разлика помеѓу предходните многу високи температури и во вечерните часови и последните неколку дена, значи, беа пониски температурите, дури меѓу нас онака како обични граѓани си искоментиравме, ги извадивме кебињата што ги собравме назад, али сето тоа влие и врз самите пациенти, значи врз здравјето на граѓаните. Така да имавме работа, се надам, мислам не премногу, али сепак имавме работа. Во однос на работата и статистиките, да речеме, во бројките на повици, ние видовме дека е раздвижено овде утрово. Дали тоа значи дека расте бројот на повици или е нормален за овој период од годината? Значи, бројот на повици во текот на летниот период се зголемува многу повеќе, значи тој се движи негде околу 300 во текот на 24 часа. Али бројот на реализирани покани, значи кај што интервенирала итната медицинска помош, се движи од 80 до 120, така да во претходниот период се движеше некаде околу 100. Значи, тој е статистичкиот податок всушност што нели го имаме во службата и така да таа е бројката на повици што се реализира. Како сте екипирани во моментов? Веќе сме на средината на јули, летните одмори се во полн ек. Има ли доволно екипи? Значи, како и сите, така и ние користиме годишни одмори, мислам и медицинскиот кадар, посебно после тие 2 години со ковид пандемијата, каде што сепак ни беше ограничено или недозволено користење, мислам, на годишниот одмор и нашиот персонал е преморен. Значи, едноставно се осеќа преморен, така да сега користат и годишни одмори и сме малку намалени со бројот на екипите, али сепак се трудиме да го држиме темпото и да одговориме на сите повици до граѓаните. Сепак би апелирала на некој начин сега во моментот да све што не е за итната медицинска помош да се јават кај матичниот доктор, сепак да им ставиме простор на хитните и ургентните состојби. Оно што беше невообичаено дека температурите беа пријатни изминативе денови, но индексот беше висок. Мерките, односно препораките за заштита на здравјето се уште важат, но еве поконкретно на што точно треба да внимаваат и граѓаните, но и хронично болните во овој период, кога имаме и променливо време? Значи,
секој пат повторуваме и пак ќе се повториме и се надевам дека граѓаните си пак ќе им остане во осеќавањето и ќе го применуваат сето тоа, дека хроничните болни треба да си ја пијат редовно терапијата, доколку терапијата не им делува, да се јават кај нивниот матичен доктор или матичен интернист за корекција на самата терапија, доколку значи било што почувствуваат нешто што не е вообичаено, значи за нивното здравје, да се јават повторно кај својот матичен лекар, да не чекаат, значи да не се доведуваат во ситуација да треба да интервенира итната медицинска помош. Пандемијата од COVID-19 мислевме дека ова лето ќе не одмине, за жал бројките на Институтот за јавно здравје говорат поинаку, дека бројот конкретно во овој период од годината или овој месец е во пораст. Дали тоа ви задава главоболка плюс во однос на бројот на интервенции и повици? Значи, во последниот период се зголеми малку бројката на ковид позитивни, али сепак повеќето од нив не се со толку тешка клиничка слика си уште. Се надевам дека и така ќе остане со некоја висока температура, кашлица и пак како што реков и претходно, апелирам сепак навремено да се јават кај својот матичен лекар и едноставно да ги слушаат советите што им ги дава нивниот матичен лекар. Во однос на лесната клиничка слика, добро е да се потенцира дека овој бран поминува некако полесно без големен број на хоспитализации, што не значи дека не треба да внимаваме, но за разлика од сето она што го поминавме изминативе години и половина, можеме некако не да бидеме поолабавени, него да едноставно внимавајќи знаеме дека што и да се случи ќе помине полесно. Така е, значи секој пат треба навремено да ги фаќаме работите, така нели како што кажуваме ние, така да и здравјето треба да се грижиме навремено за здравјето. Затоа постојат и тие превентивни прегледи, значи кај матичните лекари кои што треба да ги обуваме секоја година за да сепак на некој начин навремено диагностицираме било што и да се промени со нашето здравје. И во овој случај, значи во моментов клиничката слика на COVID-19, од тоа што јас имам сознание, значи оди со малку полесна, зборувам полесна, со една температура која што температура може да се регулира и во домашни услови, сепак во консултација и под надзор на нивниот матичен лекар. Значи никој пат да не останат ништо не им е, едноставно навремено да се јават кај својот матичен лекар за совет, за насока како треба да постапат во таа ситуација, така да мислам дека све ќе биде како што треба. Овој период кога сакаме да шетаме, за оние кои што не се поидени на летниот годишен одмор, спасот од високите температури го бараат на планине или некаде во природа, добро е да се спомене дека и таму треба да внимаваме и каде газиме, и каде одиме и како се однесуваме, бидејќи имавте интервенција и на Маткачином. Да, во текот на вчерашниот ден имаше интервенција на Матка, каде што имаше пријава дека лице, граѓанин, значи, е каснат од змија, така да интервениравме од наша страна и лицето е, барем колку што знам јас, во добра здравствена состојба однесен на инфективната клиника. Понатаму не знаеме што се случи. И споминавме во текот на разговорот дека имајќи ги предвид летните одмори, редуцирани персоналот, токму затоа и ние како граѓани малку посовесни, поодговорни треба да бидеме во однос на тоа кога треба да процениме дека треба да се повика брзата помош. Да, јас пак апелот ќе го кажам до граѓаните, сепак и ние мислам нели сепак треба да интервенираме и да укажеме прва помош, односно итна медицинска помош кај граѓаните кои што им е најпотребна и најнеопходна. Тоа се нели граѓаните со мозочни удари, акутните инфаркти, со брекајките, секоја друга состојба, значи која што може сепак да се јават кај својот матичен лекар, да не ги оптеретуваат екипите со состојби кои што може да се решат и кај матичниот лекар. Но за оние граѓани кои имаат потреба од вас, стигнувате секаде навреме овој период? Се трудиме. Така да не зависи само од нас, зависи од многу повеќе фактори, како што зависи од гостината на сообраќајот, од културата на возачите, дали не пропуштаат или не пропуштаат, од односно бројот на пациенти кои што ќе влезат во ургентните центри, каде што исто така и ние чекаме ред, како и сите останати, така да сите тоа, кои ќе ги собереме сите фактори, може некој пат и да задуцнеме, али сепак се трудиме колку што може најбрзо да стигнеме на интервенција. Посакувам воопшто да немате работа во овој период од годината, бидејќи тоа само ќе покаже дека ние како граѓани сме здрави и не сте ни потребни, но добро е во случај на итна ситуација да знаеме дека сте ни на располагање. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам.
Јована, еве уште еднаш ќе сумираме редуциране персоналот како впрочем и секаде во овој период од годината, но екипите кои што се тука функционираат безпрекорно 24 часа во текот на денот, доколку има потреба може да ги повикаме 194 е бројот, а се разбира треба да размислиме, односно да процениме кога е вистинското време за да се повика брзата помош. Дотогаш бидете внимателни, тоа се однесува меѓу другото и на сите нас. Високи температури се најавуваат во текот на денот, што значи дека препораките треба да се почитуваат во однос на тенка и светла облека и многу течности во текот на денот.